Скопската зоолошка градина е побогата за еден редок заштитен животински вид. Едно од гнездата на белоглавите маршујаци е збогатено со уште еден член. Ова е веста на денот, а останатите содржини ги гледаме во приложенија. Фестивалот Лица без маски во знакот на авангардниот театар. Излезе четвртиот број од списанието Лице в лице. Пензионерите Иван ја продолжуваат со работката. Општина Бутал со старановиот градоначалник повторно ќе има полни раце работа. Продолжува изградбата на тротоари и пешачки патеки од павер елементи во Газибаба. Со представата филм во режија на Саша Ефтимова во петок ќе биде отворено 6-то издание на интернационалниот театарски фестивал Лица без маски. Фестивалот ќе трае се до 16 април, а во 5-те фестивалски вечери ќе се одиграат 6 театарски представи од познати театри од Србија, Бугарија, Полска, Романија и Италија. Ивана Митковска. Под мотото "Ослободи се од петок" стартува 6-то издание на интернационалниот театарски фестивал Лица без маски, со кој ќе се збогати културната понуда во градот Скопје. Во 5-те фестивалски вечери ќе се одиграат 6 театарски представи од познати театри од Србија, Бугарија, Полска, Романија и Италија. Повторно ја задржуваме оној компетитивен карактер, каде што сите представи од програмата во 5-те фестивалски денови кои што ќе бидат изведени ќе се борат за трите наградувања од секојдневните стеги кои што сите нас, секојдневните граѓани, не обкружуваат. Стеги не само во политичка смисла, стеги од медиумската програма, стеги од секојдневните проблеми. Сите работилници ќе бидат секој ден од 12 часот, почнувајќи од 13 април во 12 часот. Работилница ќе имаат гостите од Романија, после имаат гостите од Србија, 15 гостите од Бугарија и 15 повторно гостите од Полска. Годинешната програма на фестивалот Лица без маски е посветена на независната професионална сцена од светот. Како и минатата, така и оваа година. Интересот за учеството на овој фестивал бил огромен. По пристигнатите 70 на апликации, селекторите се одлучиле за исклучително авангардните и жестоки театарски представи. Свеченото отварање на 12 април ќе биде со хит представата филм, авторски проект на Саша Ефтимова, а во изведба на балетските танчери од македонската опера и балет. И оваа година во рамките на фестивалот ќе бидат доделени 3 награди: Гранд При за најдобра представа, награда за најдобра актерска изведба, како и награда за најдобра режија, а за нив ќе одлучува 3-членото жири составено од актерот Васил Зафирчев, театарскиот критичар и новинар Сотир Трајков и актерот и пантонимичар Дарко Велик. Ова е спојка на изработена од плексиглас, алуминиум и сребро во комбинација со филигран. Еден вид на спојна историја и индустрија, уметност. Фестивалот го организира независната продукција Театар 007 во соработка со Универзална сала, а е поддржан од град Скопје и Министерството за култура. Цената на влезниците за театарските представи е по символична цена од 150 денари. Познати македонски имиња денеска на штандот на Табернакул во рамки на сајмот на книга го промовираа новиот 4-ти број од активистичкото списание Лице в лице, кој носи содржини од областа на активизмот, заштитата на животната средина, општествената одговорност, инклузијата, културата и уметноста. Издавачот за секој купен број на купувачите ќе им подари по една книга. Четвртиот број од активистичкото улично списание Лице в лице денеска беше промовиран на штандот на Табернакул во рамки на сајмот на книга 2013, а за секој примерок издавачот на купувачите им подарува книга. Новиот број носи актуелни содржини од областа на активизмот, заштитата на животната средина, општествената одговорност, инклузијата, културата и уметноста. Промоторите на новиот број, актерката Амернис Нокшики Јовановска, спортистката Гордана Нацева, харфистката и актерка Весна Стануевска и писателот Иван Шопов, заедно со продавачите го нудеа на граѓаните новиот број од списанието. Со новиот број на Лице в лице се проширува и мрежата на продавачи, па така започнуваат соработка и со Сдруженијето за поддршка на лица со посебни потреби Соле. Сите организации кои што се собраа околу целата мисија, како што е
Центарот за згрижување деца од улица, Црвениот крст на град Скопје. И од денес наши партнери во продажбата се Издруженијето Солем и нивните прекрасни луѓе кои што ќе бидат наши идни продавачи. Сите овие ја разбреа суштината, мисијата на лице в лице и се вклучија заеднички да го изодиме овој пат. Во соработка со Сдруженијето за згрижување деца од улица, од Шута Оризари, 10 момчиња се буквално тргнати од улиците и се внесени во едукативната програма која што ја спроведува Агенцијата за комуникација Аксантика. Новиот број на списанието содржи 2 ексклузивни интервјуа на шкотскиот писател Ирвин Велш и на холивудскиот актер Дастин Хофман. Дел од содржините и мало истражување за навиките за читање, текст за донирањето органи, хуманитарната активност на организацијата од Австрија која преку донации се бори да им помогне на децата во Шута Оризари и уште многу други интересни содржини. Списанието Лице в лице е активистичко списание што излегува како дел од регионалната платформа за активизам, која во Република Македонија спроведува Центарот за медиумски активности од Скопје. Тоа представува пионерски чекор во областа на социјалното предприемништво во земјата, со тоа што половина од продажната цена му припаѓа на продавачот. Од 1 јуни домашните ТВ канали нема да може да се следат со аналогна антена. Токму затоа телекомуникацијскиот оператор One денеска им излезе во пресрет на пензионерите, нудејќи им Mini Boom TV 3 месеци гратис и други поволности. Елизабета Ламјановска. Сојузот на Сдруженијето на пензионери и телекомуникацијскиот оператор One денеска ја продолжија соработката преку воведување на нова понуда за пензионери, телевизија и фиксна телефонска линија, која во првите 3 месеци ќе ги чини 149 денари, а потоа останатото време од 24 месечниот договор ќе плаќаат по 348 денари месечно. Секој нов, но и постоечки корисник, пензионер, ќе добие Mini Boom TV 3 месеци гратис. Идејата за проектот е предстојниот период на дигитализација, односно од 1 јуни домашните ТВ канали нема да може да се следат со аналогна антена. Те пензионери кои што се корисници на фиксната телефонија на One имаат можност да склучат договори за минимум и тоа првите 3 месеца од минимумот е гратис, односно плаќаат само 149 денари. Договорот е на 24 месеци, а инаку претплатата по истекувањето на овие 3 промотивни месеци е 348 денари, што представува најефтината понуда за фиксна и телевизија на македонскиот телекомуникацијски пазар и воопшто што некој оператор има понудено. Како што напомнав, Mini Boom телевизијата пензионерите ја добиваат гратис. Се работи само за постојниве корисници на фиксната телефонија. Председателот на Сдруженијето на пензионери Драги Аргировски истакна дека ниската претплата која денеска беше представена ќе израдува 288.000 пензионери, а посебно оние со најниска пензија. Има голем интерес за гледање на телевизијата. Тие веќе голем број од нив се и претплатници на телефонот овој оператор и мислам дека со овие поволности ќе им се овозможи да имаат современо гледање на телевизија и да бидат исто така задоволни од претплатата, бидејќи најголем проблем кај нив се јавува кога претплатата е висока, кога сигурно таа ниска пензија што имаат одделуваат поголеми средства за таа намена. Потребните документи за добивање на пакетот фиксна и ТВ линија се пензиски чек и документ за идентификација. Град Скопје ги известува сите даночни обврзници кои што поседуваат недвижен имот на територија на град Скопје дека во тек е достава на решенијата за данок на имот за 2013 година. Воедно се известуваат обврзниците за комунална такса фирмарина, дека исто така во тек е и доставата на решенијата за оваа таксена обврска. Од град Скопје соопштуваат дека сите оние даночни и таксени обврзници што нема да добијат решенија или во истите ќе забележат некои недостатоци поврзани со данок на имот, може да се обратат во град Скопје. Даночните обврзници по основ данок на имот проверка може да извршат и во матичните општини. Исто така и од општина Газибаба информира дека започнаа со дистрибуција на даночните решенија за 2013 година на даночните обврзници. Доставата ќе се врши преку ангажирање на надворешни лица, доставувачи со кои општината ќе склучи договор.
Доставувачите ќе бидат овластени од страна на општината и ќе бидат означени при доставувањето со беч, на кој ќе биде наведено нивното име и презиме и ќе биде ставен печат од општина Газибаба. Од општина Газибаба апелираат даночните обврзници уредно да ги примаат даночните решенија и да регулираат даночната обврска за 2013 година. За дополнителни информации може да се обратат во општината. Како приоритетни проекти за реализација во третиот мандат на градоначалникот на општина Бутел Петри Латиновски се изградба на нова училишна зграда на основното училиште Живко Брајковски. Изградба и проширување на детската градинка 11 октомври во Радишани. Изградба на новата населба во Безбегова, како и изградба на ново училиште. Пензионерските клубови во Бутел ќе добијат нов лик, продолжување на изградбата на фекалната канализација, изградба на верски објект, како и изградба на булевари и улици. Повеќе детали од прилогот на Андријана Димитриевска. Градоначалникот Петри Латиновски во општина Бутел и понатаму останува градоначалник на оваа општина. Граѓаните по трет пат му ја дадоа својата доверба. Сите проекти кои што се реализирани во општина Бутел се поздравувани од граѓаните. Градоначалникот Петри Латиновски во изминатиот мандат посвети големо внимание на решавање на проблемот со фекалната канализација, реализацијата на проектот за изградба на водовод резервоар во населените места Кучевишка бара и Бел камен е исто така еден од главните проекти на општината. Не се изоставуваат и реконструираните улици, каде што имаше поставување на нов асфалтен слој, а голем број од улиците добија и за прв пат асфалт. Општината обрна внимание и на изградбата на спортски сали, како и на детски игралишта. Како најприоритетни проекти предвидени за реализација во овој мандат се продолжување на изградбата на булеварот Христијан Тодоровски Карпош и поврзување со заобиколницата, со што ќе се добие ново сообраќајно решение и алтернатива за жителите од општина Бутел. Потоа изградбата на проектот за проширување и реконструкција на Босна и Херцеговина, каде на потегот на булеварот Христијан Тодоровски Карпош до улицата Кемал Сейфула ќе се добие нов булевар со 4 ленти. Реконструкција и изградба на повеќе фекални и атмосферски канализации. Потоа изградба на нова училишна зграда во основното училиште Живко Брајковски. Изградба и проширување на детската градинка 11 октомври во Радишани. Еден од поголемите проекти за реализација е проектот за изградба на ново училиште во Визбегово, како и нова населба. Како што најави градоначалникот Латиновски, станува збор за план на иднината, бидејќи на оваа локација треба да никне нова населба. Станува збор за 150 локации за изградба на индивидуални стамбени објекти, што ќе бидат во функција на владината аукција Купи куќа, купи стан. Во планот е предвидена локација од 11.000 метри квадратни за изградба на нова училишна зграда со попратни спортски терени, како и простор за изградба на детска градинка. Почнавме со изградба на основното училиште Живко Брајковски, предвидуваме изградба на училиште во населеното место Визбегово и предвидуваме изградба на нова градинка во населеното место Радишани. Значи ова самото покажува дека навистина сакаме грижата за најмладите да биде на прво место. Отварањето на пензионерски клубови со обновување на постојните и изградба на нови во сите населени места на територијата на општина Бутел е исто така приоритет на Латиновски. Потоа изградба на план и инфраструктура за новата индустријска зона Расадник Љуботински пат, како и изградба на верски објект. Општина Газибаба ја продолжува акцијата за урбанизација на своите населби и населени места. За таа цел во неколку населби во тек изградба на тротоари и пешачки патеки од павер елементи. Средствата за оваа намена се од буџетот на општината за 2013 година. Томислав Танасовски. Во овој период од годината општина Газибаба активно работи на подобрување на својата инфраструктура во делот на тротоарите и пешачките патеки низ општината. Во изминатиот период општина Газибаба го реализираше проектот на улицата Сава Михајлов во населбата Чентор, каде на оваа улица се заврши со изградба на дел од пешачката патека од павер елементи во должина од 140 метри. Општината со изградбата на пешачката патека има возможи безбедно движење на минувачите и учениците по оваа улица. Средствата беа обезбедени од буџетот во износ од 350.000 денари, а изведувач на работите беше фирмата UB2. Во населеното место Сингелич изградена е пешачка патека со павер елементи и ограда на дел околу училиштето 25 мај.
Патеката е во должина од 140 метри, а за изградба беа издвоени 650.000 денари. На улицата Сречко Пужелка во тек е изградба на делница од тротоар, која е изработена од павер елементи. Делницата е со должина од 450 метри и широка 1,4 метри. Изведувач на работите е фирмата Адра, а општината за оваа активност од својот буџет издвои средства во висина од 940.000 денари. Исто така во тек е изградбата на пешачка патека и тротоари од павер елементи на улицата Ташко Караджа во населбата Автокоманда. Ваквата акција продолжува и во следниот период и во останатите населби и населени места во општина Газибаба. Кои се дел од културно-забавните случувања кои се случуваат вечерва во Скопје, гледаме во приложение. На сцената на Македонската опера и балет вечерва од 20 часот публиката има можност да проследи едно необично сценско видување на авторскиот тим кој е одличен спој на младоста со искуството. Балетот Александар III Македонски. Представата во рамките на манифестацијата Денови на македонската музика. Во Македонскиот народен театар од 20 часот се изведува представата Животот на Молиер од Михаил Булгаков во режија на Александар Поповски. Представата Умри Машки се изведува вечерва од 20 часот во Драмскиот театар. Представата е од Алдо Николаја во режија на Коле Ангеловски. Во културно-информативниот центар Скопје од 20 часот се отвора изложба насловена с експресија и портрет Гревот стана мода, старец Паиси, од Јасминка Новаковска. Во пресрет на сајмот на книгата 2013 Бегемот објави нов превод за прв пат на македонски на делото Критичарот како уметник од светски реномираниот автор Оскар Вајлд. Делото од англиски јазик го преведе Кристина Димкова. Иде што ќе гледате во останатиот дел од вестите. Спорт, Манчестер Сити подобар од Манчестер Юнајтед во градското дерби. Актуел, ДНК снимија нов албум. Манчестер Сити подобар од Манчестер Юнајтед во градското дерби. Повеќе спортски информации од Томислав Атанасовски гледате веднаш по рекламите.